Кинеските здравствени власти соопштија дека во последните 4 месеци не починал ниту еден хоспитализиран пациент со коронавирусот. Представникот на Националната здравствена комисија изјави дека тоа е најсилниот доказ дека кинеското искуство, методите и стратегиите во лекувањето на коронавирусот се добри и ја похвали стратегијата на Кина во спречување на ширење на COVID-19. На 14 април Кинеската национална здравствена комисија последен пат пријави смрт од коронавирус, кога беше регистриран еден смртен случај во покрајината Хубеј, се гледа од податоците на веб страницата на комисијата. Поранешниот американски претседател Барак Обама остро го искритикува неговиот наследник, републиканецот Доналд Трамп, оценувајќи го за несоодветен за функцијата шеф на држава и ги повика гласачите да го изберат неговиот партиски колега Џо Бајден со цел, како што кажа, да се обезбеди опстанок на американската демократија. На третата вечер од Националната конвенција на демократите, Обама кажа дека Трамп не покажа интерес кон функцијата претседател, да се однесува како кон било што, освен уште како едно реално шоу што може да го искористи за да го привлече вниманието по кој копне. Албанското Министерство за здравство, спорт и млади соопшти дека врз основа на препораките на Националниот комитет за експерти за справување со коронавирусот, наставата во новата 2020-2021 година ќе започне на 15 септември. Се наведува исто така дека од 31 август до 11 септември ќе се одржат дополнителни часови само со оние ученици од прво до пето одделение основно образование кои што немале пристап и можности да следат онлайн настава во периодот март до мај 2020 година. Регионалните дирекции за образование веќе ги идентификуваа училиштата и учениците кои што можат да бидат дел од оваа програма и кои главно се ученици кои што припаѓаат на ранливите групи – роми, египтјани или пак подалечни рурални подрачја. Наставните часови во овој во следниот период ќе се одвиваат според сите протоколи на хигиенско-санитарни услови, одржување на физичко растојание и заштита на здравјето на сите, стои во соопштението.